студиото на МИА денеска е министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Со него разговараме за најактуелната тема во изминатиот период, договорот со Бехтел и Енка, што ќе гради 4 нови автопатски делници во државава. Министре, добре дојдовте во студиото на МИА. Добро ве најдов и благодарам за поканата. По долго време се очекува старт на изградба на нови автопати. Голема вредност на проектот од 1,3 милиарди евра најмалку, според досегашните сознанија. Нов модел и со изведба и со проектирање. Многу реакции и критики во јавноста, од старт за изборот на надзорот, околу објавата на содржината на договорот. Отворени се предмети од страна на антикорупцијската комисија, јавното обвинителство, редица критики и од опозицијата. Колку за вас како ресор што е клучен за овој проект е товар ваквиот старт на проектот и кои се вашите очекувања? Најпред благодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија. Сакам да истакнам дека најправен околу значењето на овој проект. Коридорите 8 и 10 се од стратешко значење за државата. Секако дека кога станува збор за коридорот 10 ние веќе го завршивме со доведување на ниво на автопат, а моментално работиме на неколку позиции на рехабилитација на таа делница. Што се однесува до коридорот 8, имаме сериозни отстапувања од нивото на автопатската делница на западниот дел од државата, каде што ние сме се обврзале како држава дека двата главни паневропски коридори ќе ги доведеме на ниво на поголема безбедност, на ниво на автопатски решенија, експресни делници, каде што ние ќе успееме да практично од кружен тек на Балканот државата да ја направиме крстосница. И имајќи предвид дека 30 на години зборуваме за патиштата, за коридор 8, за коридор 10D, за сите овие проекти во дел на подобрување на инфраструктурата во државата, мораме да признаеме дека денеска се уште зборуваме за, например, делницата Градско Дреново Фариш, која што 20 години се најавува, се зборува дека ќе се започне да се гради, денеска се гради, но во меѓувреме имавме едно откажување на еден изведувач, второ откажување на вториот изведувач, на Ранковце Паланка исто така, старт на градежни работи, застои, откажување на изведувачите, проблеми со проектите, одново репроектирање на делниците од страна на ЈПДП, па повторно влегување во работа, варијации во однос на проектите, и тоа значи дека тој модел покажал голем број на слабости во реализацијата на проектите. Токму поради тоа, овој модел ние сме го дискутирали и со професори од Градежен факултет, дека овој модел на проектирање и градба несомнено ќе даде подобар прогрес и подобар резултат во работењето. И како министер за транспорт за мене, за владата е клучно ние брзо да ги реализираме и затвориме прашањата во дел на градба на паневропските коридори. А ако сакаме да го направиме тоа час поскоро, тоа мораме да го направиме со моделот на проектирање и градба. Тоа значи дека компанијата која што ќе биде изведувач на терен, да има врската и да проектира и паралелно со тоа да гради. Сега се отвори второ прашање. Во нашите законски регулативи и процедури треба да се испроектира цела една делница, например Тетово Гостивар, па потоа да се влезе во експропријација на терен, па потоа да влезе со одобрение за градба изведувачот да влезе со работа, за да потоа кога се јавуваат одредени репроектирања имаме постојано барања за дополнување на одобрението за градење, за измени во тек на градба, и тоа ја обременува целата градба на проектот. Во овој проект е предвидено фазна градба, што значи дека таму каде што на одредена делница или локација имаме земјиште кое што е имотно правно чисто, земјиштето е на Република Македонија, тогаш таму изведувачот влегува, проектира и веднаш влегува со градба. Додека го гради тој дел или таа делница, таа фаза, продолжува со проектирање, со експропријација на останатите делници и продолжува со градба и на останатите делници од, например, секцијата Прилеп Битола или Тетово Гостивар. Тоа е за нас важно за да влеземе и брзо да реализираме и градиме. Овој модел факт е дека не е доволно познат во државата, но и текако има примена и во околните земји и покажува добар резултат и прогрес на терен. Токму поради тоа е донесен и законот пред некаде 2 години, каде што се пропишани процедури на
делување и движење се до избор на изведувачот и потоа во останатите фази на реализација. Така што сметам дека наш стратешки национален врвен интерес е час поскоро да ги изградиме паневропските коридори заради тоа што Македонија веќе време за губење нема. Министре, 2 години по најавата за овој проект, подпишувањето на меморандумот, носењето на законот, месец и половина по подпишувањето на договорот со изведувачот, што се случува реално на терен? Значи, почна да се применува договорот со Бехтел и ЕНК. Што прави изведувачот на терен? Значи, согласно договорот, согласно законот, согласно програмата која што имаме донесено на влада, изведувачот по стартот на реализација на договорот започнува со сите постапки на проектирање, откако ќе заврши проектирањето на експроприација на одредени делници, ќе започне испитување на теренот, тоа се геомеханички и геотехнички испитувања на трасата, бидејќи тие се клучни испитувања за да потоа кога ќе се проектира се испроектира правилно и за да при градбата потоа немаме проблеми. Многу пати говорев досега. Проблемот, на пример, со Кичево Охрид е токму од слабите геомеханички испитувања, од лошиот проект, од стариот проект кој што бил направен во минатото, за да денеска ние обременува градбата и постојано се навраќаме на дополнување на проектите и дополнителни испитувања со цел да се проектот заврши. И тоа не кошта многу време и многу пари. Денеска овој процес кој што започнува, токму компанијата започнува со проектирање, мобилизација, испитување на теренот, веднаш потоа ќе започне со поднесување на проектите за урбанизам, за одобрување на трасата и паралелно со тоа ќе започне со поставување на кампови за работниците, за инженерскиот персонал, со што ќе се влезе и во работа на терен. Тоа е утврдено согласно договорот и согласно таквиот договор секоја од страните треба да продолжи да ја реализира својата обврска за да може да го завршиме овој пат, односно овие делници да ги завршиме час поскоро за да бидат ставени во функција за граѓаните. Колкав е тимот на Бехтел и ЕНК што е сега на терен и на кои делници е? Дали веќе се прават првичните испитувања на сите 4 предвидени делници? Значи, предвидено е сите 4 делници, односно Тетово Гостивар, Гостивар Букојчани, Прилеп Битола, да се започнат истрагите, постапките, проектирањето и сите процедури веднаш, додека за делницата Требениште Струја Ќафасан има уште одредени анализи кои што се прават со цел да се презентира планот на идниот проект пред јавното претпријатие за државни патишта за да се утврди трасата. Во однос на другите делници веќе имаме појасна слика во тоа каде поминува трасата и токму поради тоа компанијата веќе може да започне со проектирање и да влезе потоа со работа. Така што стартот на градежни работи значи и тоа мобилизација од инженерски персонал до механизација, до работници кои што ќе влезат на терен и ќе го реализираат тоа што ќе биде направено согласно проектната документација. Јас сум убеден дека по квалитетно направен проект, односно дизајн или основен проект за градење, понатаму проектот на градбата ќе оди многу побрзо, поедноставно и ќе немаме проблеми при реализацијата на градежните активности. Значи, кога имаме добра техничка документација, градбата сум сигурен дека ќе оди многу подобро. Добри анализи, градбата ќе тече побрзо. Доколку имаме слаби анализи на почетокот за трасата, за теренот, тогаш ќе ни се јавуваат до крајот на градежните работи многу проблеми и проектот ќе трае со реализација многу подолго. Тие се веќе на терен, ги контактираат ли нашите градежници? Компанијата Бехтел, согласно законот, има обврска да ангажира најмалку 51% домашни ресурси, што значи овде спаѓаат и човечки ресурси, но и механизација, подизведувачи кои што ќе работат овде на терен, така што секоја од компаниите овде од Северна Македонија која што смета дека може да одговори на задачите, на предизвикот, да влезе и да работи на овие делници од коридорите 8 и 10D, може секако да влезе во разговори со компанијата Бехтел со цел да се најде на пазарот во однос на овие проекти. Инаку ние во моментот работиме и на многу други проекти. Овде е Ранковце Паланка,
каде што денеска бевме на терен, таму исто така имаме доста градежни работи. Овде е секако и делницата Градско Дреново Фариш, каде што исто така имаме тешка механизација. Превојот Плетвар го завршивме, се работи на рехабилитација на Битола Меджитлија, така што домашните компании и текако имаат работа и се пронаоѓаат во домашните проекти во делот на градењето и на инфраструктурата. Но ова е уште еден најголем проект. И јас сум убеден дека ќе се пронајдат и ќе можат да излезат на терен, да работат заедно со оваа една од најголемите светски реномирани компании, секако да добијат и дополнително знаење и можности за да понатаму продолжат да се градат овде и надвор од државата на други проекти. Има голем оптимизам од ваша страна, меѓутоа проектот стартува со постојната законска регулатива во ситуација кога се заглавени предложените пакет законски измени, што треба да ја забрзаат целата активност. И од вашиот ресор има два закона за урбанистичко планирање и за градба, кои што треба да претрпат измени во оваа насока. Можете ли да ни објасните што всушност значат тие измени, зошто се носат? Најпрво сакам да кажам дека и по нашите сегашни закони, по сегашната законска легислатива, овој проект може да продолжи да се реализира, но доколку сакаме тој да заврши во пократки рокови, тогаш секако дека е добро да се влезе во корекција на законите или измена и дополна на законите, каде што ќе може овој проект да се работи побрзо и секако граѓаните да имаат можност многу побрзо да ги користат овие автопатски делници. Верувајте, една и пол година доколку заврши порано целиот проект, тоа значи многу за економијата, за безбедноста во сообраќајот. И јас сакам да го отворам прашањето колку ние ќе заштедиме, например, со безбедноста во сообраќајот или, например, со бројот на жртви во сообраќајот, доколку ние една година или 2 години порано завршиме со реализација на овој проект. Колку ќе добиеме побезбедни патишта, тоа не се кратки или мали или незначителни делници. 110 километри автопатски делници значат многу во дел на безбедноста во сообраќајот на една земја. И ние сметам дека за нас стратешки интерес е да ги завршиме час поскоро, во делот на економијата да не зборувам колкави се ефектите, бидејќи кога ќе ги реализираме овие проекти порано, тогаш ќе можат и да се отворат, развијат нови економски капацитети во сите региони. Рамномерниот регионален развој, во Битола, во Прилеп, во регионот. Јас затоа повторувам. Ајде да отидеме во Битола и во Прилеп, или во Тетово и Гостивар, во Струга и Охрид, да ги прашаме граѓаните кој им е клучниот и најголем проблем на граѓаните од тие региони. Сите до еден ќе кажат. Клучно прашање е решавањето на инфраструктурата. И ние сме ветиле и сме земале обврска и во програмите на владата, и во законските одредби, дека ние инфраструктурата мораме да ја подобриме. Да не се развива и концентрира целата економија во главниот град, туку да можеме да ја дисперзираме практично целата економија. Ако може да ги појасните законските измени. Што се менува? Во однос на законските измени, во Законот за урбанистичко планирање, практично правиме постапка за проекти, урбанистички проекти од стратешки национален интерес, каде што ќе бидат реализирани овие урбанистички проекти со пократки рокови, каде што институциите кои што даваат мислења на реализацијата на ваквите коридори или на ваквите проекти опфати каде што ќе поминува оваа инфраструктура, треба побрзо да ги дадат своите мислења и побрзо да одговорат за да може да биде одобрен инфраструктурниот проект. Кога станува збор во Законот за градење, таму велиме дека најпред мора да биде одобрен урбанистичкиот проект, кој што ја утврдува трасата. Кога ќе биде одобрен појасот каде што ќе поминува идниот автопат, тогаш проектантот и изведувачот можат да започнат со градба на поодделни делници, односно фазно градење во делницата, например, Прилеп Битола. И тие може да започнат, например, на 10 километри од таа делница, каде што ќе имаат проект со ревизија, со сите статички документи потребни за и геомеханички испитувања, се што е потребно во делот на одобрувањето на проектот, но ќе почнат да го градат фазно. Кога ќе ја комплетираат целата делница со градење, тогаш со проект за употреба поднесуваат барање до Министерството за транспорт и врски за тој пат, кога ќе биде изграден, биде ставен во употреба. И тогаш се дава дозвола за употреба на тој автопат, така што не се заобиколуваат процедурите. Важно е дека наоѓаме модел со цел да овозможиме фазно да се гради
секоја поодделна делница со цел да заштедиме на време. Имаше критики за постапката за експроприација што се пременува. Во однос на постапката за експроприација, ние повторивме и директорката на Управата за имотно-правни работи, која што работи на таа законска материја, исто така информираше дека воведување во владение, кое што беше оспорено во делот на земјиштето, е возможно и со денешниот закон за експроприација. И тој член постои, така што во тој дел нема некоја голема измена и од тој аспект сметам дека воопшто нема некоја голема разлика, односно до усогласување со на законот за експроприација со законот за урбанистичко планирање, бидејќи законот за урбанистичко планирање е стожерот кога се гради одреден објект. Врз база на тој закон треба да се надоградат сите наредни закони, и законот за градење, и законот за експроприација, со цел закон за земјоделско земјиште исто така, со цел да може да се усогласат терминологиите во однос на сите останати закони, бидејќи ние велиме дека овие проекти започнуваат со одобрување на урбанистички проект за објекти со стратешко значење. Кога ќе се одобри таков проект, таа формулација и таа дефиниција мора да биде препознаена и во другите закони. И заради тоа се прават повеќе измени во другите закони. Заради тоа велам, во делот на воведување во владение со одлука на влада, после донесено решение од страна на Управата за имотно-правни работи, и денеска владата може да донесе воведување во владение на некоја градежна компанија која што работи на терен. Но важно е да знаат граѓаните, бидејќи имаше и за тоа отворена дискусија во јавноста, кој и како ќе прави проценка на нивниот имот каде што ќе се експроприира. Бирото за судски вештачења е институција државна која што и денеска, но и утре и на овој проект и на сите останати прави проценка за имотот на граѓаните кој што треба да биде експроприиран. И овде останува релацијата помеѓу државата и граѓаните кои што имаат имот по трасата. Овде изведувачот е на страна од оваа постапка. Ние овде зборуваме за процедура во која што одреден граѓанин кој што има имот земјиште на одредена траса и треба да биде експроприирано тоа земјиште, кое што влегува во овие коридори од јавен интерес, тогаш Бирото за судски вештачења прави проценка на неговиот имот, потоа Управата за имотно-правни работи го повикува собственикот на земјиштето, му дава понудата која што е добила од Бирото за судски вештачења за експроприација на земјиштето. Доколку се согласи собственикот, тогаш се оди на склучување на договор и исплата на средства кон граѓанинот. Но доколку не се согласи, тогаш постапката може да продолжи и во управен суд, за да граѓанинот докаже дека одредено земјиште чини помалку или повеќе во однос на неговиот имот. И овде постапката останува иста и ќе биде запазена целосно, така што граѓаните треба да знаат дека овде нема некои позначителни промени. Денеска веќе беше потврдено првата исплата за изведувачот. Колку финансии се исплатени и дали може да ја појасните целата постапка за исплата, како ќе се одвива? Значи, во однос на исплатата во законот, сакам да истакнам дека законот е јавно објавен 2 години веќе и добро е секој има пристап до интернет да може да го отвори, да го разгледа, да го прочита законот кој што е донесен во собранието. И има програма за финансирање на патната инфраструктура за проектот Коридор 8 и Коридор 10D, која што има донесено влада, исто така објавена во службен вестник. Во законот стои дека финансиските ресурси за спроведување на проектот се обезбедуваат од буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за транспорт и врски во форма на трансфер до јавното претпријатие за државни патишта. Практично ние првиот трансфер веќе го исплативме до јавното претпријатие за државни патишта, а согласно програмата, која што е исто така има донесено владата и е објавена во службен вестник, не е тајна и не е нешто што се крие за да се создава некаква нервоза во јавноста, бидејќи и ова може да се отвори и да се провери. Така што средствата од 117 милиони евра или во износ од 7,2 милиарди денари, 7,254 еве поточно, се исплатени кон јавното претпријатие за државни патишта. Од таму проектното оделение, кое што е формирано во ЈПДП, работи во директен контакт и комуникација со компанијата Бехтел во реализација на останатите 4 процедури согласно програмата, согласно договорот и согласно законот за Бехтел. Ова се авансни исплати? Секој еден проект кој што започнува во државата, дали се работи за инфраструктурен, дали се работи за патишта, железници,
не знам, градинки, школи, изградба на нови објекти, секогаш се пропишува авансна исплата за мобилизација на компанијата која што ја добила работата и токму поради тоа и во овој договор е истото пропишано. Така што ние веќе влегуваме во реализација, следни се проектирањата, испитувањата на терен, мобилизацијата на механизација, поставување на кампови и граѓаните веќе во наредниот период ќе се уверат во реализацијата. Јас сум убеден дека ќе покажеме дека со овој модел имаме подобар начин и реализација и прогрес на изградбата на овие автопатски делници, бидејќи пак ќе повторам, граѓаните за тоа не избрале да ги реализираме проектите кои што се од национално и стратешко значење. 32 години ние се уште зборуваме дали треба да се изградат автопатиштата во државата или не. 32 години зборуваме за патот кон Прилеп. 32 години зборуваме за автопат кон Битола. 32 години зборуваме за патот кон Охрид, коридор 8, а се работи за исклучително тежок терен, посебно во западниот дел на државата. И ние мораме да влеземе во реализација на овие проекти и прашања кои што се од сериозен интерес на граѓаните. Факт е, веќе се реализирани првите исплати, да, меѓутоа имаше тврдење од опозицијската ВМРО ДПМН дека согласно договорот кој што не е објавен во јавноста и кој што се инсистира да биде објавен, државата веќе презела обврска за исплата на над 300 милиони евра по основ на пенали и аванси. Што е вистината од тоа? Значи Опозицијската партија изнесе повеќе ставки, презентираше повеќе ставки по однос на кои ние веќе сме обврзани да му исплатиме пари на Бехтел и Енка. Значи ние информиравме, еве и денеска во оваа емисија кажав, дека имаме закон, имаме договор, имаме програма за исплата. Во програмата за исплата е наведено, исто така јавно објавена, дека ќе се исплаќаат средства во транши, со трансфер од Министерството за транспорт кон ЈПДП, а понатаму ЈПДП го менаџира целиот проект со својот PIU тим, заедно со надзорот и со компанијата изведувач. Така што секоја исплата потврдивме дека секоја исплата која што ќе ја има ќе биде јавно објавена и како што информиравме и денеска, како што информиравме и претходно, а и ќе информираме во иднина, секоја наредна исплата која што ќе има кон ЈПДП, а и понатаму од ЈПДП кон изведувачот ќе биде јавно објавена. Важно е да се концентрираме и да се фокусираме на реализацијата на проектот, бидејќи државата, граѓаните време за губење повеќе нема. Нема време за губење, меѓутоа законите се заглавени и изведувачот е на терен со постојната законска регулатива со која што реално побавно ќе се одвиваат работите. И тука е аргументот на опозицијата и на останатите критичари дека ние ќе плаќаме пенали по тој основ. Најпрво сакам да истакнам дека пенали во договорот нема. Тоа е првата работа. Во законот и во договорот и во програмата за исплата точно е утврдено кои се ставките кои што ќе бидат исплатени. Но важно е компаниите да влезат на терен, да ги реализираат своите обврски кои што ги имаат према државата. Доколку државата не ги смени законите, не се донесат законите во парламентот, ние по постојната законска регулатива продолжуваме со работа. И тоа е од исклучително значење да го знаат граѓаните. Ако останеме со оваа законска регулатива, продолжуваме со работа. Не е точно дека државата е обврзана да менува закони. Државата, односно владата, парламентот и сите институции можат да продолжат со реализација на договорот согласно постојната законска регулатива. Доколку се променат законите, доколку возможиме повеќе работа на терен, доколку се возможи реализација на проектот согласно законот за урбанистичко планирање, законот за градење, да се овозможи фазно градење, тогаш можеме да секако се увериме дека и побрзо ќе оди реализацијата на проектот. Може ли да ни се повтори сценариото со Кичево Охрид и за овој проект? Колкава е опасноста? Морам да истакнам дека проблемите од Кичево Охрид кои што ги имавме се диаметрално спротивни од концепцијата на овој проект. Зошто? Заради тоа што таму се започнал проект со реализација на техничка документација од 2002, 2003, 2004 кога се работела, а проектот започна да се гради во 2013. Значи, од почетокот на проектирањето до почетокот на градбата имате 10 години. Колку измени на теренот, на трасата, можеле да се случат за 10 години?
За да потоа имаше и проблеми со косините, недобро испроектирани косини, дополнување на проектна документација, недоволно добри истраги и потоа влегува состојбата во која што изведувачот со проектантот или со државата влегува во спорови заради тоа дека имале лош проект, дека треба да се репроектира, дека треба да се дополни проектот и тука доаѓаме до сите застои. Овде е диаметрално спротивно заради тоа што фазата на проектирање и градење ја делегираме на компанијата која што е изведувач. И таа компанија може да започне веднаш со проектирање по фази и да влезе во реализација на проектот на терен. Така што тоа е на некој начин во реално време. Тој проектира и веднаш излегува на терен гради. И не може да се случат некакви промени од испитувањата на терен до реализацијата на целиот проект. Како ги коментирате тврдењата на опозицијата дека од старт проектот ќе чини 30% повеќе од првично најавеното, дека над 2 милиарди евра ќе не чини? Тоа е многу голем износ за држави со буџети како нашиот. Ја не сметам дека треба да нагаѓаме колку ќе чини проектот после 4, 5 или 6 години, во зависност од тоа по која законска регулатива ќе работиме. Сметам дека треба да го почитуваме законот кој што е донесен и дека во договорот е предвидено да се работи согласно ФИДИК правилата и во тие ФИДИК правила е утврдено на плаќање на средства и финансии кон изведувачот по утврдени количини на терен која ќе се излезе, така што секоја количина ископана земја, асфалт, бетонирање и секоја друга постапка која што се води проектирање ќе биде соодветно потврдена од надзорниот орган, од PIU единицата во ЈПДП и потоа платена, како што практично и на секој еден друг проект тоа е процедура на одобрување на финансиски средства, така што согласно тој договор за работа, согласно законот и согласно програмата ќе продолжиме да работиме со цел да ги реализираме проектите кои што се од стратешко значење и интерес на граѓаните и на државата. Кои се вашите очекувања и прогнози за комплетирање на коридорот 8 еве како прв од коридорите што и беше промовиран? Јас очекувам конечно да се зафатиме сите со работа, да почнеме да работиме. Ова е проект кој што треба да остави белег и трага за граѓаните, за државата. Ова е проект не на владата, не на една или две или на три политички партии и коалиции, ова е проект на сите граѓани. Ова е проект кој што треба да биде поддржан од сите, бидејќи и опозицијата повторува дека тоа е проект кој што и тие го имаат предвидено и тие даваат поддршка за реализација на инфраструктурните проекти во државата. Токму поради тоа треба да се концентрираме на работа на терен, реализација на проектот и јас сум убеден дека тоа граѓаните ќе го препознаат како квалитетен и добар проект и сум убеден дека и во наредниот период државата и во иднина ќе реализира проекти на ваков начин. Не проекти кои што се проектираат во 90-тите, се градат во 2010-та, а завршуваат со градба во 2020-та или во 2025-та. Тоа е нешто за кое што не сум подготвен да разговарам, бидејќи кога зборуваме на пример еве за пругата кон Бугарија, колку години се гради. Пругата кон Бугарија од 90-тите е почната, имаме променето повеќе од 3-4 изведувачи, повеќе пати постапки и пруга се уште немаме и тоа ли е моделот за кој што треба да зборуваме? Тоа е модел кој што мора веднаш јасно и гласно да кажеме ова се напушта, бидејќи сме имале, се покажало дека имаме проблеми во реализацијата. Кога се работи, зборувам за проекти од стратешки и национален интерес. Го браните овој модел, новиот модел и факти и очекувањата се големи на јавноста и на бизнисот и на сите, да имаме побрза реализација на капиталните проекти, но што со овој еден од најгорливите киче во Охрид. Значи, имаше препроектирање, одобрување на нови инфраструктурни проекти, анекси на договорот во неколку наврати. И се уште немаме реален исход на терен за да се вози по таа делница. Премиерот најави дека на почетокот на следната година ќе се возиме по таа делница. Како е реално сега таму? Значи, да не се повторувам во делот на разликата или на тоа што не треба да влегуваме во такви процеси со такви стари проекти кои што ќе ни направат проблем во реализацијата, како што е проектот Кичево Охрид, но важно е дека ние и како влада денеска и во изминатите неколку години
знам јас и во Министерството, службите и во ЈПДП, колку само координации, колку само средби со 20 институции имаме остварено со цел да ги расчистиме и решиме сите прашања и проблеми. Јас денеска можам да потврдам дека сите најголеми прашања, проблеми, инфраструктурни проекти се одобрени, експроприацијата е завршена на теренот која што постојано се повторуваше и се јавуваше дополнителна експроприација со истата процедура како што ќе оди и ова со овој проект, така што целата експроприација е решена. Останува фронтот за работа на изведувачите, каде што реално правиме голем притисок да ја завршат својата задача, а тоа е реализација, да вклучат повеќе механизација, повеќе луѓе на терен, со цел да се заврши проектот, бидејќи, пак ќе повторам, тоа е од исклучително значење и за Охрид, и за Стругано, и за целиот регион, и тоа е дел од практично од коридорот 8. Така што, ние продолжуваме со максимален ангажман за реализација на проектот и запазување на роковите кон изведувачот. Има ли пенали за изведувачот? Што предвидува договорот, ако не ги запази роковите? Значи, во однос на Кичево Охрид, таму може на крајот да се случи и да имаме арбитражна постапка во која што државата и изведувачот ќе докажуваат кој каде доцнал. Дали државата со проектната документација, со одредени постапки, изведувачот со одредени процедури во делот на градењето, на крај тоа се арбитражни куќи кои што водат на постапки и носат одлуки за тоа кој каде ги пропуштил роковите и процедурите. Но како и да е, за нас, ние, токму поради тоа, ние формиравме единица која што во Министерството работи исклучиво за решавање на сите овие прашања. И верувате, јас кога дојдов во Министерството, имаше 70 инфраструктурни проекти, сите беа одобрени, потоа продолжи постапката во имотно-правни со експроприација, така што проблемите ние ги расчистивме, од друга страна работата останува на изведувачите да го завршат својот дел. Кога може да очекуваме возење барем по дел од таа автопатска делница? Рокот е 31.12.23 и јас секако очекувам компаниите, градежните компании, подизведувачите на терен да го дадат својот максимум и да вклучат максимална расположлива механизација и технички персонал со цел да се влезе во завршницата на овој проект. Тоа што го гледам на терен е големо засилување на градежните работи и на делницата од Охрид кон аеродромот Охрид, кон клучката Подмолје. Клучката веќе се гледа завршницата. Имаме уште една клучка кај аеродромот Охрид. Понатаму имаме продолжување на градежните работи по целата траса и кон Кичево во реално потешкиот дел од теренот. Така што се работи на целиот дел од трасата, ние сме овозможили услови на компаниите и секако ќе информираме за целиот прогрес на работите, а наш врвен интерес е да се заврши во рокот како што е и зацртано согласно законот. Што се случува со Скопје-Блаце? Со подготвителните активности за втората фаза? Со подготвителните активности за втората фаза на Скопје-Блаце, првата фаза се работи, морам да потенцирам втората фаза, имаме техничка асистенција во делот на постапката за распишување на тендер, која што е при самиот крај и очекувам на средината на оваа година, значи така како што зборувавме и на претходните неколку настапи и на прашања во делот на Скопје-Блаце, дека некаде до мај-јуни оваа година, средината на оваа година, треба веќе да се направат последните припреми за распишување на тендерот за втората делница, каде што ќе се води согласно правилата на ЕБРД и очекувам и таму кога ќе биде избран изведувач, веднаш потоа согласно процедурите на банката да се влезе и таму со работа. Може ли од оваа временска дистанца, иако е многу рано, да направите како едно сумирање за реализацијата на капиталните инвестиции од стартот на годинава? Еден квартал е поминат, железницата, гасоводот. Можам да истакнам само дека согласно тоа кое што го гледам на терен и првите неколку месеци и во делот на градбата на железничката пруга, локалните патишта, автопатиштата, проектите од водоводи и канализации, социјалните станови, каде што исто така имаме сериозни средства одвоено, гасоводите,
Исто така, јас сум убеден дека оваа година ќе имаме поголемо и повисоко ниво на капитални инвестиции од претходната. Минатата недела по пауза од речиси една година повторно стартуваше еден лет со субвенција од државата на повикот што го спроведовте, на повторениот повик што го спроведовте, беа одобрени вкупно 5 нови авиолинии. Меѓутоа, најавивте можности за повторување на повикот. Не сте задоволни од исходот на последниот повик? Имавте поголеми очекувања? Морам да истакнам дека сум задоволен од повикот, кој што веќе заврши. Имавме 2 компании кои што се јавија на повикот. Избравме 5 нови линии, кои што ги информиравме дека се избрани. И јас сум сосема задоволен, согласно очекувањата, согласно нашите анализи, дека имаме дополнително нови можности за граѓаните, дополнително нови линии и дестинации во Европа. Например, ако ја земам дестинацијата Љубљана, каде што имаме традиционални врски со Словенија. Имаме многу луѓе кои што исто така студираат таму, имаме релации на граѓани од Словенија кои што имаат овде бизнис контакти во Северна Македонија. И многу граѓани досега пристапувале за повторно обновување на оваа линија и ми е драго што еве ја понудија една од компаниите. Во однос на Луфтханза, компанијата ни информираше дека ќе започне со оперирање на линијата Скопје-Франкфурт без субвенции, така што на наредниот повик јас информирав веќе дека ние можеме пред крајот на оваа година да распишеме и нов повик каде што ќе повикаме нови компании дополнително или оние кои што имаат интерес да се јават на дополнителна понуда кон граѓаните на Северна Македонија со цел да се воспостават и нови дестинации и нови линии. Така што отворени сме за соработка со сите компании кои што сметаат дека може да влезат на пазарот на Северна Македонија и сум убеден дека ќе има интерес за тоа. Ви благодарам што гостувавте во студиото на МИА. Ви благодарам и на вас за поканата.